Вести на Канал 8. Добар ден. Со минимално надфрлање целосно е реализирана наплатата на данокот на имот за 2015 година во општина Кочани. На пресконференција во локалната самоуправа беа презентирани и податоци за полнењето на буџетската сметка од истиот данок за физички лица и од комунална такса за фирмите. Даночното одделение во локалната самоуправа на Кочани успешно ја завршува фискалната 2015 година во поглед на реализацијата на наплатата на данокот на имот, но само кај граѓаните, а не и од фирмите. Од физичките лица наплатени се близу 190.000 евра, со што е постигнато надфрлање од над 7%, додека од правните лица во буџетската сметка се слеале повеќе од 44.000 евра, што е помалку за 20% од очекувањата. На пресконференција што ја организираше секторот за финансии, беше речено дека постои задоволство во однос на финансиската дисциплина кај граѓаните. Во 2015 година, по основ на данок на имот, генерирани се вкупно 214 решенија за данок на имот на правни лица, со вкупен облог од 3.407.518 денари, а реализација до 31.12.2015 е 2.733.997 денари, што изнесува 80,2% во однос на облогот. Генерирани се 10.957 решенија за данок на имот на физички лица, со вкупен облог од 10.815.662 денари, а реализацијата е 11.612.569 денари или изнесува 107,4% во однос на облогот. Според Рашков, по двете основи за данок на имот, вкупната реализација изнесува над 14 милиони денари или близу 101% во однос на облогот. Даночно задолжување во 2015 во однос на 2014 е зголемено за околу 980.000 денари, како последица на воведување на нови даночни обврзници, а реализацијата во однос на 2014 е зголемена за 12%. Во 2015 година, по основ на комунална такса, генерирани се вкупно 2012 решенија, со вкупен облог од 8.979.250 денари. Реализацијата е 6.160.244 денари или изнесува 68,6% во однос на облогот. Добрата реализација на општинските даноци и давачки, кои се директен приход на општината, според Рашков, се должи на навремената достава на решенијата и создавањето даночна дисциплина кај граѓаните. Тоа ќе помогне во реализација на нови капитални инвестиции и создавање подобри услови за живење. Рашков ги извести жителите на Кочани дека во текот на февруари годинава ќе бидат доставени решенијата за општинските давачки за тековната година. 3 лица се повредени во 2 одделни сообраќајни несреќи што во средата вечерта се случија на магистралниот пат од Кочани кон Штип и кон Делчево. Повредените се префрлени во Штипската болница, а едната сообраќајка предизвика двочасовен застој во сообраќајот. Возачот на патничко моторно возило марка Hyundai со пробиштипски регистерски таблички се здобил со телесни повреди при судир со камион Volvo со велишки таблички, што се движел на патниот правец Кочани-Штип. Сообраќајната несреќа се случила во средата околу 20 часот и 30 минути на приклучокот кон село Тракање, во моментот кога лицето кое го управувало автомобилот излегувало од селото и му го пресекло движењето на камионот. При тоа дошло до директен судир во кој патничкото возило било исфрлено од десната страна на коловозот, а на камионот му бил оштетен системот за кочење, при што успеал да запре точно на Тракански мост. Возачот на автомобилот бил однесен на итната медицинска помош во Кочани, а оттаму поради сериозноста на повредите е префрлен во болницата во Штип. Поради оштетувањата, камионот кој блокираше дел од патот, како и поради увидот во несреќата, сообраќајот беше во прекин повеќе од 2 часа, а потоа се одвиваше оттежното поради искрашеното стакло и остатоците од оштетените возила на коловозот. Уште една сообраќајна несреќа се случила половина час по полноќ на патот Кочани-Делчево во близина на браната Калиманци. Според информациите од секторот за внатрешни работи, кај местноста Подпорен ѕид излетало патничко моторно возило со штипски регистерски таблички. При падот со потешки повреди се здобиле возачот и совозачот, кои по укажаната итна помош се префрлени во Штипската болница.
Неофицијално причина за несреќата е неприлагодената брзина на автомобилот според условите на патот. И општина Кочани е вклучена во проектот Информативен центар за превенција што го реализира секторот за внатрешни работи. Тоа треба да овозможи полесна комуникација меѓу полицијата и местното население, за да се постигне подобрување на безбедносната состојба. И во општина Кочани започна со работа Информативниот центар за превенција, проект од областа на превенцијата на секторот за внатрешни работи од Штип. Центарот е лоциран во едношалтерската канцеларија, каде што е присутен еден полициски службеник заради прием на странки и консултации, потоа укажувања, давања совети и примање информации од граѓаните од областа на безбедноста. На отворањето на центарот присуствуваа и представници од одделот за превенција при секторот за внатрешни работи. Целта на овој проект е да ја подобриме безбедносната состојба на подрачјето на СВР Штип и да бидеме поблиску до граѓаните, да можат тие слободно да приоѓаат до нашите полициски службеници и да ги кажуваат нивните проблеми со кои се среќаваат и доколку имат некои нејасноти во некое прашање, слободно да пристапат кон нашите полициски службеници и да добијат одговор на тие прашања. Отворањето на Информативниот центар за превенција во зградата на локалната самоуправа во Кочани е во соработка со полициската станица, а тој ќе работи еднаш неделно, односно секој четврток. Во времето од 9 до 15 часот ќе биде присутен еден полициски службеник на кој што ќе можат да му се обратат граѓаните и да разменат одредени мислења, искуства, да бидат дадени одредени насоки за постапување, а полицискиот службеник ќе цени доколку смета дека е потребно, тогаш ќе го упати граѓанинот во полициската станица Кочани заради изготвување на соодветни службени материјали. Проектот за отворање на информативни центри за превенција се спроведува во сите 13 општини во источниот регион, кои се под надлежност на секторот за внатрешни работи од Штип. Инаку, вакви центри пред околу 1 месец започнаа да функционираат и во општините Зрновци и Чешиново Облешево. Центарот за култура Бели Мугри за годинава подготвува збогатена програма и активности со кои очекува да го сврти вниманието на јавноста во Кочани и пошироко. Од ресорното министерство била ветена и финансиска подршка, со што се очекува успешно реализирање на планираните активности. Амбициозно и со елан за успешен старт на својата нова функција како директор на Центарот за култура Бели Мугри, дипломираната актерка Кристина Атанасова Арсова најавува богата програма за оваа година и нови активности што треба да го свртат вниманието на јавноста. За себе вели дека е чедо на установата што неодамна ја раководи, затоа што своите актерски чекори пред 20 на години ги започнала токму овде, така што запозната е со предизвиците што и предстојат со овој ангажман. Центарот за култура веќе ги започнал подготовките за реализација на планираната програма, што ќе стартува на крајот од овој месец. 2016 ќе започнеме веќе со 27 јануари, каде што ќе имаме веќе настан. Затоа ќе зборуваме понатаму бидејќи се уште сме во подготовки, ќе биде интересен настан. На самиот старт би сакала да направам соработки со останатите национални установи во источниот дел во државата, како што се Штип, Велес, Струмица, Виница. Би сакала да донесам професионални представи, да гостуваат кај нас за самиот почеток, да пополнеме, се разбира, програмата, бидејќи нашите представи кои што ние во моментот ги работиме се уште не се стигнати за премиери. Атанасова рече дека во моментот со драмското студио при Центарот за култура се работи на нова представа, односно кореофизичка драма со работен наслов Судбина, а во соработка со балетското студио пак се подготвува балетската представа Петар Пан. Исто така, со поддршка од Министерството за култура, се очекува да се реализира уште една театарска представа, а се работи и на ораторска изведба со работен наслов Јас и самиот себе. Атанасова Арсова рече дека се планира и проширување на соработката со граѓаните. Сите оние граѓани кои што имаат некоја идеја, кои што сакат да соработуваат со нас, како со Центар за култура, дека ќе можат слободно да дојдат и да разговараме, да направиме план и да ги изреализираме нивните проекти. Па затоа ги замолувам да им кажам дека нашите врати на Центарот за култура се отворени за било каква соработка и дека би можело да дојдат овде да разговараме, да соработуваме.
Да напоменам, ја спомнав само театарската дејност, да напоменам дека и од ликовната дејност се разбира дека ќе имаме проекти од книжевноста, промоција на книги и на поезии и од музичката дејност, затоа што овде нели во склоп на Центарот за култура и фолклорниот ансамбл Бели Мугри. Центарот за култура Бели Мугри веќе добил најава од ресорното министерство дека ќе бидат обезбедени потребните средства за реализација на планираните активности. Тоа, според Атанасова Арсова, е само признание и доказ дека оваа установа заслужува да биде вистинско средиште на културните случувања во центарот на градот. После една деценија пауза се врши варосување над зидовите на училниците и останатите простории во подрачното училиште Никола Карев во село Тракање. За освежувањето на просториите средства си обезбедија самите ученици од организирањето на новогодишниот пазар на можности. По цели 10 години се освежуваат и варосуваат зидовите на просториите и училниците во подрачното училиште Никола Карев во село Тракање. За една деценија зидовите на ова училиште од бела добиле црна боја, па новото раководство на училиштето одлучи собраните средства од училишниот пазар на можности, што беше организирано од страна на учениците, да ги искористи за варосување на училниците и останатите простории во објектот. Тално се спремаме за второто полугодие. Долги години, околу 10 години, ово училиште не е избелено и моментално работиме на тоа да ги освежиме просториите и достојно да ги пречекаме нашите ученици. Инаку донациите за белењето на училиштето се од самите ученици, бидејќи тие со нивните вешти раце за новогодишниот пазар на можности изработуваа своји изработки и со нивните наставници ги продава и се собра некои средства. И така, тие средства ќе бидат наменети за белење на училиштето. Инаку да напоменам дека и во училиштето Никола Карев, основното училиште Никола Карев во Кочани, исто така имаше новогодишен пазар, во кој што се собраа исто така средства и тие средства беа наменети за купување на принтер и хартија и хамер хартија, кои што ќе послужат на наставниците за да подобрат својата настава. Освен варосување на училиштните простории, пред почетокот на второто полугодие во ово училиште се изврши неопходната дезинфекција на просториите за успешен дочек на учениците. Дел од собраните средства од новогодишниот пазар на можности беа искористени во хуманитарни цели за помош на Методи Митев од Кочани. Учениците од ово училиште со хуманоста продолжија и понатаму со тоа што организираа лотарија во која фирми од Кочани донираа производи, а наставниците со купувањето на талончињата помогнаа на семејството трендафилови од оризари, кои се социјално загрозени и добре дојдена им е секаква помош. Четврти поред хуманитарен концерт насловен по патеките на Тоше организира нашиот сограѓанин Тоше Илиев. Средствата што ќе се соберат од концертот ќе бидат наменети за помош на Методи Митев. По трите успешно организирани хуманитарни концерти, Тоше Илиев од Кочани на 25 јануари организира уште еден хуманитарен концерт под наслов по патеките на Тоше. Овој пат собраните средства ќе бидат наменети за нашиот сограѓанин Методи Митев, на кој му се потребни средства за неопходната операција во Кина. На концертот ќе настапат познати музички имења од Кочани и македонската естрада. Да информирам јавноста дека ова година на 25 јануари на роденденот на Тоше Проевски го организирам традиционалниот мој концерт четврта година поред, кој носи наслов по патеките на Тоше. Оваа година собраните средства ќе бидат наменети за Методи Митев. Ќе настапат познати македонски пејачи како што се Коки и Тајфата, Даниел Савич, некои од нашите кочански пејачи, Оливер Стаменков, Дарко Тоневски, Бојан Андов и така натаму. Можам да кажам дека досега се она што пробав да го направам, сето она што почнав да го организирам во хуманитарната дејност, ајде да кажам, секогаш ми поаѓаше од рака и на крај сето тоа се завршуваше успешно. Секако луѓето на кои имав можност да ја помогнам се презадоволни и се фала му на Господ живи и здрави.
Илиев додаде дека доста фирми од Кочани ја покажале хуманоста и овој пат донирале спонзорство за организација на концертот. Предходните 3 концерти кои ги организираше амбициозниот Илиев, на кој Тоше Проески со хуманитарен концерт му помогна кога беше мал и кога му беа потребни пари за операција, беа наменети за помош на Даниел Митков, семејството Димитрови од село Бели и за малиот Петар од Кочани, кој сега е здрав и безгрижно расте, благодарение на операцијата за која на ваков начин беа собрани средства. Концертот ќе се одржи на 25 јануари во спортската сала кај гимназијата во Кочани во 20 часот. Цената на влезницата е 100 денари. Голем број верници присуствуваа на светата литургија што по повод празникот Свети Василий Велики се одржа на истоимениот манастир на Пониква. Со литургијата чиноначалствуваше владиката Иларион со повеќе свештеници од Брегалничката епархија, кои на сите верници им упатија благослов за успешно ново 2016 лето Господово. Со црковно-народен собир и Света Василева литургија одбележан празникот посветен на Свети Василий на истоимениот манастир на Пониква и почетокот на православната нова година. Празнувањето започна рано изутрина со света литургија со која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение со свештеници од Брегалничката епархија. Владиката го освети славскиот колач и на сите присутни верници им го честиташе празникот и им даде благослов за успешно и среќно ново лето Господово. Најнапред нека е честит и вечен празникот, нека е честито и благословено новото лето 2016 Господово. Посакуваме во ова новата година да има многу радост, многу здравје, среќа и напредок. Благодат во народот и благодат во полињата за мир и благосостојба во светот. На ова свето место, благодарение на нашите ктитори, кои што го изградија овој манастир, веќе ова место оживува и на овој ден народот се собира да го прослави големиот светител, Светиот Василий Велики, на кој што е посветен овој храм, но исто така и да го прими благословот Божи за новото лето Господово, бидејќи според јулијанскиот календар денеска е црковна нова година. Честитки за среќа и успех на сите верници упати и градоначалникот Радко Димитровски, кој беше присутен на прославата. Задоволство ми е што се воспостави една традиција на славата на манастирот Свети Василий, кој што е изграден од ктитори, кој што е во поново време, меѓутоа се востановува оваа пракса да на овој ден се собира народот овде, се собираат верниците овде и го прославуваат великомаченикот Василий. Сакам да ја пратам пораката дека заедно со општината Пробиштип го заживуваме овој крај и дека ќе го направиме онака како што треба, што доликува да го направиме еден убав зимски и летен центар овде на прекрасните Осоговски планини. Присутен на собирот беше и градоначалникот на општина Пробиштип, кој им ја честиташе православна нова година на сите верници и ги истакна новите заеднички инвестиции со општина Кочани и со владата на Република Македонија, што се планирани за реализација годинава. Станува збор за одобрениот проект за изградба на патот од Пробиштип до Пониква. Значи од Турско Рудари до Пониква, пробиштипјани ќе можат да стигнуваат за нешто повеќе од 20 на километри, што значително ќе ја подобри комуникацијата и сигурен сум дека како и од страната на Кочани, така и од страната на Пробиштип ќе има се повеќе заинтересирани луѓе кои би сакале овде да инвестираат и во викенд куќи, и во одмаралишта, хотели и целата таа инфраструктура што треба ние како општини и како влада да ја инвестираме, ќе биде многу поголема и со многу поголем интензитет. Црковниот одбор од манастирот и годинава организираше автобуски превоз за сите верници кои сакаат да присуствуваат на литургијата. По осветувањето на колачите, прославата продолжи во кругот на манастирот со песни и ора, греана ракија и празничен ручак. Послужи и времето, па иако без снежна покривка, сепак повеќето од присутните има можност да прошетаат по прекрасната планинска убавица.
Со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Следете не и на нашата веб страна kanal8.mk. Довидување.